Здраво, добро дојдовте уште едно видео, каде што во ова видео ќе збориме за органски фактори на раст и што е тоа хранлив медиум. Значи, знаеме дека бактериите, мислам, и ние како луѓето, например, ние синтезираме некои витамини од класата Б во интестиналниот тракт или пак го синтезираме витаминот D3 со помош на кожата и со помош на UV светлина. И бактериите синтезираат голем број витамини, но не ги синтезираат сите. Значи, као што кај нас имаме есенцијални и имаме не есенцијални, и они на некој начин имаат сличен проблем, како да го кажам. Бидејќи витамините се потребни за раст на бактеријата, значи од помала да стане поголема и уште поголема, затоа се важни да се внесуваат. Сега не секоја бактерија може да ги синтезира сите, така витамините можеме да ги кажеме дека се органски фактори за раст. Исто така тука спаѓаат, значи, витамини, спаѓаат аминокиселини, спаѓаат пурини и пирамидини. Значи пурини и пиримидини, кои влегуваат всушност во состав на ДНА, РНА и така натаму. Сега да видиме што е тоа хранлив медиум. Значи, едноставно, да речеме, имаме една епрувета и сега во нејзе имаме некој медиум, така, некој материјал. И сега, ако овој материјал, што се наоѓа во епруветата, е подготвен со цел за раст на микроорганизми, во лабораторија тоа што се нарекува хранлив медиум. И сега некои бактерии, например, нека нацртам повеќе епруветки, некои бактерии преферираат еден хранлив медиум, некој друг, например, едните го преферираат тој синиот, други преферираат, не знам, виолетов медиум. Сега ги прикажам со боја, ама тоа всушност би значило некои различни состојки да има во тој медиум. Например, едни сакаат кислород, други не сакаат кислород, едни сакаат повеќе глукоза, други сакаат сахароза, некои сакаат лактоза и така натаму. Значи, за одреден вид на микроорганизам кој сакаме да го размножиме, треба да приготвиме одреден медиум кој ќе биде сличен на неговата животна средина. Значи, ако земеме некој микроорганизам од некој бунар, да речеме, имаме тука некој бунар, така кој иде земја да цртаме тука. И сега земеме некој микроорганизам од тој бунар и го внесеме во даден хранлив медиум во лабораторија, односно кога земеме микроорганизам неговата природна средина, всушност овој процес се нарекува инокулација. Значи, вака побрзо е пишувањето. Инокулација. Сега, ако сакаме да, као што напоменав, да развиеме одреден вид микроорганизам, треба да го внесеме во епрувета или пак во Петриев сад, каде што ќе ги исполнува условите потребни за раст на тој микроорганизам. Например, кои се тие карактеристики кои треба да ги исполнува? Значи, го инокулираме во некој хранлив медиум и сега тој медиум треба да исполнува карактеристики како треба да има соодветно pH, дали што зборевме преходно, од прилика 6,5 до 7,5. Треба да има одредено ниво на кислород. Зависи кој вид на бактерија, да земам сина боја. Треба да има соодветно ниво на кислород. Треба да има доволно вода. Треба да има вода. Треба да биде стерилен. Зашто може да има некој друг микроорганизам кој ќе има компетитивни односи со тој првичниот, пак има проблеми. Треба, да знам некоја друга боја да се разликува, треба да содржи соодветни хранливи медиуми, например лактоза, сега ќе напишам, ама нема врска, може да е кој е било. Зависи што се исхранува микроорганизмот. И на крај треба да го инкубираме, за да може да расте, во соодветна, со жолта боја, температура. Ова е една од најважните работи. Нели, како што реков, секој микроорганизам користи различна температура. Сега да речеме, најчесто тие кои се користат во клиничка микробиологија се од 25, нели, до 40 степени Целзиусови, тие се мезофилите. Сега исто така можеме да ги инокулираме во течен медиум, значи овдека ова беше течен медиум, хранлив бујон, или пак тој течниот медиум можеме да го разлееме во
Петриев сад. И сега тој ќе се разлее и сега уште ќе биде течен материјал, но тој можеме да му додадеме агар-агар, кој е всушност полисахарид кој доаѓа од црвените алги и точка ќе стане сега ќе го обајам со црвена боја, ама всушност ќе се стврне, ќе стане желатинозна материја, значи цврста подлога ќе стане. И ова е добро бидејќи микроорганизмите всушност не го јадат, иако е шеќер, микроорганизмите што јадат живеат на него нема да го изедат и да стане како дупка овдека. За разлика од други подлоги кои може да се користат, затоа е многу распространет агарот и се користи нели за вакви цврсти подлоги. Исто и температурите на кои се солидифицира или се топи се прилично високи, така да може да се користи при различни постапки многу лесно. Добро, тоа беше се за ова видео, значи хранлив медиум е местото хранлив материјал кој служи за инокулација на одреден микроорганизам, а инокулација беше пренесување од неговата природна средина, значи неговата природна средина во некој хранлив медиум, значи тоа е инокулација.